Додека режисерот на македонскиот филм Ругање на Христа Јани Бојаджи во Монтреал добивал престижна награда од филмското жири, од земјава добивал закани од страна на ослободителната армија на албанците или ОНА за своето авторско дело. Филмот Ругање на Христа во Монтреал добил награда за иновација, односно за иновативен пристап во филмот. Информирајќи ја јавност за заканите од ДУЧК, во обраќањето Бојаджи вели дека соопштението од Министерството за култура, кое претходно објави дека филмот е обид сите албанци да се прогласат за терористи, е вовед во фашизам и цензура. Министерството за култура со своето соопштение повикува на насилство и терор врз мене како уметник и насилство и терор врз филмот Ругање на Христа како уметност, смета режисерот Бојаджи. И македонскиот премиер Заев се согласува дека филмот шири говор на омраза против албанците. Тој не го гледал филмот, но така му било пренесено од неговите соработници. Од истите институции кои се под негова команда го испратија филмот во Монтреал, сега бара да ја запрат поддршката за филмот од актуелната влада. Да разговара со директорот на фондот, филмскиот фонд, да ги спречат и сопрат и да најдат законски начин сите активности на промоција на едни такви дела, и тоа се очекувало сега од нас. Ние немаме некои други вакви активности врзани со ваквото создавање на едно такво дело. А пред само 2 дена во изјава за Алфа, режисерот Бојаджи се заблагодари на директорот на филмскиот фонд Горијан Тозија за поддршката на филмот. Директорот Тозија е поставен од премиерот Заев. Ние имавме на поддршка од Агенцијата за филм од почетокот па до крајот и сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на директорот Горијан Тозија, кој не поддржуваше и како продуценти, и како уметници, и без чија поддршка во никаков смисол јас денеска немаше да бидам овде каде што сум. Министерот за култура Асаф Адеми претходно објави дека има забелешки за прикажувањето на војниците на ОНА во филмот како терористи и силувачи, што било оценето според трейлерот. Министерството за култура се огледа од филмот и објави дека тој е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија во 2015 година. Од култура стигна и најава дека во иднина ќе се работи на закон со кој ќе се регулира што се не може да биде предмет на филмски и други уметнички остварувања. Практично тоа значи дека Македонија подготвува закон за цензура.